Благодарам, почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се почитуван народа македонски. Пред нас е законот за Академии на суди, закон кој предизвика многу интерес во јавноста, пред се во стручната јавност, затоа што на некој начин брзоплето се носи едно законско решение кое не се одействува со реалноста, односно нема за цел да се подобрат работите во судството во Република Македонија. Дека нешто не е во ред, зборува и фактот што, ако погледнете извештајот од Комисијата за европски прашања, ќе видите само кој дискутирал и ниту збор што е дискутирано на комисија. Ова е само факт дека власта на СДСМ и ДУИ сакат да скријат факти, сакат да скријат аргументи зошто се носи овој закон, затоа што сите извештаи што ги имаме во Собранието на некој начин се одржат барем помалку или повеќе што е дискутирано на таа седница. Можеби клучниот момент е, сега нема да именувам, не е присутна во салата, меѓутоа еден пратеник од Социјалдемократскиот сојуз кажа да избереме квалитетни свежи кадри. Тоа е тенденцијата на овој закон, меѓутоа клучното е дали ќе ги избереме најдобрите кандидати. И тие да бидат квалитетни и свежи, меѓутоа да бидат и најдобрите. Затоа што на судството на Република Македонија му требат најдобрите кандидати. Не сум сигурен дека со вака понуденото законско решение ќе се изберат најдобрите. Затоа што во суштина се напушта електронското испитување и се препорачува писмено испитување. Многу контраверзии околу овој закон, затоа што се наоѓаме во предизборија. Ако ги споредиме законите во државата, ќе видиме дека во време кога се распишени изборите, а тоа е токму денес, и периодов пред нас, се забранети вработувања во јавната администрација, во државата и така натаму и така натаму. Мислам, зборам за јавниот сектор. Ако знаеме дека овие кандидати ќе стекнат статус на вработени, се поставува прашањето како ќе бидат избрани кога тоа е забрането согласно други закони. Значи, еден од моментите кој ќе фрле сомнеш на овој избор. Другиот сомнеш е важноста на законот. Конкурсот е распишен, се знаат кандидатите, испитувањата се во тек и ќе бидат направени нови испитувања писмено. И носиме закон. Не сум правник, меѓутоа, како ќе важи законот ретроактивно наназад? Кога законот ќе стапи на сила после 30 дена од донесувањето. Барем тоа го пишува во законот. Нели, малце збунувачки. И сега доаѓаме до клучните тези, тоа што мене ме остави впечаток. Проблемот бил јавна набавка за софтвер. Ако тоа беше проблем, да се направи јавна набавка за софтвер, за да ги избереме најдобрите кандидати во Академијата за суди и обвинители, верувам дека сите ќе се сложевме да донесевме специјален закон за да се набави тој софтвер во Собранието и ќе ја завршевме работата. Немаше да има проблем Собранието да даде допринос во изборот на најдобрите. И ќе се завршише работата со тој софтвер и ќе се спроведеше квалитетен испит онака како што е пропишено согласно закон. Меѓутоа, тоа не ја одговара на власта, а гледаме дека деновиве стигаат во Собранието закони
со ни помалку ни повеќе јавни вредности милиарда. Специјални закони, стратешки закони, не знам какви закони, ни повеќе ни помалку вредност 1 милиарда близу. Тоа не е проблем да помине во државата, во собранието, проблем е да помине јавна набавка за софтвер, за да имаме квалитетно испрашување на кандидатите. На сите не е јасно дека ова се замени на тези, дека ова е фабрикувана работа и дека ова е во суштина, ќе се вратам на првата теза, да се изберат свежи кадри, но не и најквалитетните. Затоа што ако имавме електронски испит, не можете да му ја успорите стотката на најдобриот. Ако имате писмен испит, тогаш многу јасно е дека неквалитетните, покрај квалитетните ќе добијат стотка и ќе бидат избрани неквалитетни. Тоа е проблемот. Тоа е таа можност, барем ние професорите знаеме дека нешто кое ќе фабрикуваат, никој тука не може да действува. Се предлага писмен испит, на сите не е јасно, за да се намести тестирањето. За да неквалитетните понудат писмено решение со однапред познати прашања и да добијат 100 поени и да бидат избрани за суди. Ова е тоа европско судство, ова се тие реформи во правосудниот систем, ова е тоа европска агенда, да се згрижат блиските на функционерите, да се згрижат подобните наместо квалитетните, да се уништи судството кое има доверба помалку од 2% и да се уништи и за наредните години, затоа што овие луѓе условно согласно закон треба да бидат утре примени за суди јавни обвинители. И треба за возврат да одработат за СДСМ и ДУИ. Таа цела приказна. Тоа е тоа што и се брза на владеачките партии да го направат во моментот. Еве јавно ви давам предлог да донесеме специјален закон за набавка на софтвер и да се реши работата. Не мора овој закон. Има седмици, јавна набавка, ќе одобриме сите да продолжи процесот онака што треба да продолжи. Со специјален закон, стратешки интерес. Ако тоа ви е проблемот, се плашам дека тоа нема да се случи, затоа што не е тоа проблемот. Повторно се враќаме на ситуацијата. Треба некој да одговара писмено и да добие 100 поени и да биде равен на тој што е квалитетен. Тој некој се блиските на СДСМ и ДУИ. Ни оддалеку не е погодена суштината на законот, ни оддалеку вака нема да одиме напред, ни оддалеку не се доближуваме до Европската унија со вакви политики на СДСМ и ДУИ. Напротив, со секоја вакво дејание ја оддалечувате Македонија од патот на Европската унија. Затоа што нема толку и наивни во оваа држава да веруваат дека јавната набавка е причина за цела ова приказна. Носиме специјален закон со кој се менува целата процедура, се менува начинот на кој се испрашуваат кандидатите, се заобиколува електронското гласање, кое треба патем да биде снимено и се дават некои нови модели, непознати досега, на кои треба свежите, но не и најквалитетните да добијат стотка. И да бидат избрани за идни студенти на оваа, за идни слушатели на оваа академија и понатаму согласно закон за идни судии и обвинители. Жално, трагично и некорисно за државата. Ако сте стварно заинтересирани, еве ќе донесеме закон за јавна набавка на софтвер и тоа да го решиме. Меѓутоа не сте заинтересирани. Благодарам.